Благодарам на одговорите, председателке. Сакам само во неколку точки. Затоа во однос на отфрлени пријави и запирање на постапката ни се јасни термините, затоа уште во говорот реков да не навлегуваме во терминологија за различно толкување, но целта е иста. Овие предмети се затварат и се остават на страна. Меѓутоа, не зборував за финансискиот дел, односно за вработувањата и финансиите кои што ви се потребни. И во минатиот извештај реков, и во донесување на стратегијата, сите овие финансиско-материјални ресурси кои што ви се потребни за капацитетите да ги имате, треба да ви се овозможат. Со еден решен случај или, дај Боже, спречен случај, ќе се покријат сите трошоци кои што ги правите вие тековно за година, две или било како. Меѓутоа, не можам да се согласам со делот кај што рековте дека не можете да постапувате спрема сите со оглед на капацитетите кои што ги имате и затоа не сакате да изгледате како селективни, така? Ако добро ве разбрав. Меѓутоа, председателке, со ваков начин на постапување оставате отворено можност одредени дела да застарат, свесно или несвесно, оставате простор истите да застарат. Се до создавање на услови за вие да можете да постапувате. Можеби немате капацитети, меѓутоа во рамките на овие надлежности морате да воспоставите систем на покренување на постапки и отварање на случаите. Бидејќи, уште еднаш потенцирам, овде е проблемот или стравот дека можат одредени случаеви со непокренување да доведат до застарување на самото кривично гонење или прекршечно, без разлика за што се работи. Затоа овде не можам да се согласам, а се согласувам, пак ќе ви речам, во однос да барате колку ви се потребни финансиски и материјални средства, целосно ве поддржувам во овој дел. Но да немаме изговори од типот на ова дека немаме капацитет да ги процесуираме сите вакви појави и да не доведуваме одредени чинители во неправедна состојба. Затоа, уште еднаш ќе ве замолам, овие бројки и проценти од 31% кои што не одговараат, лично сметам, уште еднаш ви потенцирам и ви давам целосна поддршка во однос на делот за покренување на одговорност, бидејќи токму овде постои сомнежот дека постои криминал. Со самото неодговарање, бидејќи сите знаеме дека доколку нема ништо и се чувствуваат сигурни и не ставиле рака во медот овие чинители, нема од што да се плашат и треба благовремено веднаш да не ги чекаат роковите, веднаш да ви достават она што го барате. Да бидат проактивни чинители во општеството како пример за институции кои што почитуваат друга институција, за да можат да си го најдат секој местото во поредокот. Сето ова што го рековте во ред, меѓутоа уште еднаш потенцирам. Поглавието 23, извештајот на Европската комисија каде што го образложува сите меѓународни институции кои што се релевантни и запознати со состојбите овде и вршат одреден мониторинг или даваат стручна правна помош во однос на имплементација на одредени законски решенија, имаме катастрофални негативни извештаи во однос на спроведување и борба против корупција. Ова не се однесува на комисијата, се однесува на целокупниот апарат и целокупната организација на системот кој што не функционира. За жал, ова е реалноста во која што живееме и во која што функционираме. Затоа смогнете сили за сите да се постапува, да не свесно или несвесно некој го амнестирате случајно или намерно да биде амнестиран со застарување на одредени дела, па макар потоа да се докаже дека истиот бил во право, односно немало елементи за постапување. Ви благодарам.